Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Куњаниците пристигнаа во Крушево. Започнува честувањето по повод 2 август, денот на Републиката. Утре руска делегација ќе им одаде почит на неколкуте руски војници кои загинале во Првата светска војна, погребани во така наречените германски гробишта во Прилеп. Стивнаа пожарите. Моментно во Македонија има само еден активен пожар. Компанијата Визер воведува 5 нови авиолинии. Времето денеска врнежливо со температура до 23 степени. Викендов краткотрењо ќе има повеќе сонце и постабилно време. Урбан маркетинг. Не сме повеќе на старата локација. Стара Прилепска чаршија кај Бочварите. Сега сме на нова локација. Нова катна гаража кај пазарот покрај река до Телекабел. Салон за резервни делови и сервис за велосипеди и мотори. Канонада Прилеп. Ви нудиме резервни делови за мотори, скутери, кросови, моторни пили, мотокултиватори, водни пумпи, пенти, велосипеди. Сервис за мотори, скутери, велосипеди, моторни пили. Имаме и голем асортиман на гуми за велосипеди, скутери и кросови. Контактирајте не на 071 323 062 или на 076 467 836. Салон за резервни делови и сервис за велосипеди и мотори. Канонада Прилеп. Експресна услуга и најприфатливи цени за сите клиенти. И најважно, увоз, извоз и производство на резервни делови. Канонада Прилеп. Кај нас ги имате сите делови за вашиот мотор. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфорно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Веле, Скопје. Ваш сигурен превозник Роман Прилеп. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време. Со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизабета Филиповска. Коњаниците пристигнаа во Крушево. Започнува честувањето по повод 2 август, денот на Републиката. Коњаниците од традиционалниот Илинденски марш, кои од повеќе страни од Македонија тргнаа за Крушево по повод најголемиот национален празник Илинден, веќе пристигнаа. За таа пригода организиран е свечен дочек во градскиот парк во Крушево во 18 часот и 30 минути. Со ова почнува честувањето и богатата програма во рамките на манифестацијата 10 дена Крушевска република. Утре на 1 август во 10 часот венци и свежо цвеќе делегации ќе положат пред споменикот на Дамјан Груев,
а од 19 часот ќе биде положено свежо цвеќе на бистата од Веле Марков, на гробот од Питугули, на гробот од Тоше Проески, пред споменикот на партизанските гробишта, криптата на илинденските востаници. Церемонијата, отворањето на манифестацијата ќе започне од 20 часот и 30 минути со интонирање на химната во изведба на Билјана Јосиф, сопран. Традиционално ќе биде прочитан Крушевскиот манифест во изведба на Борче Николовски. На отворањето планирано е обраќање на Томе Христоски, градоначалникот на општина Крушево, и Зоран Љутков, министерот за култура и туризам. Во чест на Крушевската република, на полноќ ќе биде изведен импровизиран напад на градот. Богатата програма во рамките на манифестацијата 10 дена Крушевска република продолжува до 10 август. Утре руска делегација ќе им одаде почит на неколкуте руски војници кои загинале во Првата светска војна, погребани во така наречените германски гробишта во Прилеп. По повод 1 август, денот на сеќавањето на руските војници кои загинале за време на Првата светска војна, руска делегација ќе им одаде почит на руските војници кои загинале во Првата светска војна, погребани на германските гробишта во Прилеп. 5000 руски војници загинале во битките на македонската земја. 10 од нив се погребани токму на овие гробишта. Првата светска војна се смета за прва најголема трагедија на човештвото на глобално ниво. На германските гробишта во Прилеп, кои германската амбасада ги ревитализираше пред речиси 2 децении, освен германски и руски војници, почиваат и војници од Унгарија, Бугарија и од други држави. Стивнаа пожарите. Моментно на територијата на Македонија има само еден активен пожар. Дождот и краткото заладување ги стивнаа пожарите во Македонија. Активен е само еден пожар, информираат од Центарот за управување со кризи. Изгаснати се пожарите во општина Прилеп помеѓу селата Царевич, Смолани, Радобил и Дрен и пожарот кај селото Бешиште на така наречениот Бешишки рид, крак према селото Градешница, кој беснееше речиси еден месец. Визер воведува 5 нови авиолинии. Од ноември од Скопје ќе се лета до Мадрид и Стокхолм, а од декември во Прага, Бари и Келн. Ова се 5 нови авиолинии што ќе ги воведи авиокомпанијата Визер. Поради воведување на новите авиолинии, Визер додава 6 авиони во својата база во Скопје. Временска прогноза. Времето денеска врнежливо со температура до 23 степени. Под влијание на малку потопла воздушна маса од југ, за време на викендот, сабота и недела на 2 и 3 август, краткотрајно ќе има постабилно и потопло време со повеќе сонце, а само изолирано ќе има услови на краткотрајна нестабилност со пороен дожд. Температурите ќе се движат во интервал од 28 до 36 степени Целзиусови. Нова поголема дестабилизација на атмосферата со пороен дожд и грмежи во поголемиот дел од Македонија ќе има во понеделник на 3 август, кога температурите повторно ќе бидат во опаѓање. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника. Продукција Радио Пела, јули 2025 година. Уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација Никола Димески.